Си купувам црква и ќе си палам свеќи за здравје. Вака директорката на приватната здравствена установа Ремедика, Илица Јорданова, сопруга на Минчо Јорданов, гледа на последната инвестиција, Ремедика да ги преземе долговите од бетон за црквата Свети Константин и Елена. Станува збор за долг од 4,4 милиони евра, кој кон бетон на Минчо Јорданов го имаат фондацијата Свети цар Константин и Македонската православна црква за изградбата на храмот во центарот на Скопје. Со тоа, бетон на Јорданов ќе го исчисти долгот и ќе го префрли на Ремедика. Болницата ќе треба на бетон да му го исплати целиот износ со што ќе стане доверител, а одлуката треба да ја усвојат акционерите на бетон на вонредното собрание на 18 октомври. Досега бетон требаше да ја продаде, а не да ја моли црквата да си ги плати долговите. Дали некој досега се запраша, дали споменикот на мајка Тереза е платен, како и други објекти од Скопје 2014-та. Тој што ги нарачал тие инвестиции требало да ги плати. Не е во ред со години да должат. Бетон треба да си ги наплати долговите. Црквата беше идеја и желба на поранешниот премиер Никола Груевски и ВМРО од ДПМН. Уште пред да се издаде дозволата за градба, беа задушени протестите на граѓаните кои сметаа дека таму не треба да се гради црква. Откако земјиштето се префрли на име на МПЦ, со подпис на господин Стефан, се формира фондацијата Свети цар Константин, а како основачки влог е ставено земјиштето. Пари за изградба на црквата се собираа на донаторски конференции, донираа политичари, бизнисмени, владици. Од фондацијата и од МПЦ денеска молк. Иако цел ден се обидувавме, никој од Скопската епархија не одговори на нашите прашања што ќе биде сега со храмот во центарот на Скопје, кој по 10 години се уште е заграден со тараби. Постапката пак за чистење од долгови на бетон, за познавачите е обид компанијата да стане поконкурентна на пазарот.